ова вклучување на лица место ќе говориме на вистина исклучително важна тема во последниот период на лица место токму ја опфативме оваа тема неколку пати за отпадот во Скопје, она грда слика која што честопати можеме да ја видиме по скопските улици. Ова утро ќе напоменеме нешто за тоа каква е сликата во општина Ѓурче Петров, со оглед на тоа дека жителите на вистина се жалат на преполни контейнери, нечистотија исто така во општината, непријатна миризба и на вистина голем број на отпад. Како се чистат контейнерите во оваа општина и кој е ставот на оваа општина околу самиот отпад и воедно отпадот во Скопје? Ово утро ќе слушнеме нешто повеќе од мој денешен гостин, градоначалникот на општина Ѓурче Петров, господин Стојковски. Да му посакаме добро утро. Добро утро и до вас, добро утро и до гледачите на лице место. На самиот почеток ќе прашам општо кој е вашиот став за отпадот во оваа општина, но генерално и за градот. Така, видите градот, проблемот со отпадот кој што го имаме е еден систем на сврзни садови кој што се прелева во сите општини на територија на градот Скопје. За жал, ќе напоменам и ние во однос на ова прашање имавме иницијатива уште пред повеќе од 6 месеци како градоначалници во градот Скопје едногласно. Тука морам да напоменам дека сите градоначалници го имаме, односно сите општини го имаме истиот проблем. Баравме од земање на ингеренциите на комунална хигиена Скопје и поделба на предпријатието согласно според капацитетите на секоја општина поединечно. Затоа што сметаме, и тога сметавме и денес сметаме дека на тој начин ќе бидеме многу поефикасни. Зошто? Затоа што целите финанси, сите оние пари кои што сите ние како граѓани и како институции ги плаќаме на комунална хигиена, завршуваат на едно место од каде што ниту имаме евиденција како се трошат, а ниту пак гледаме дека има ефект од таа работа и од тие средства кои што ги плаќаат граѓаните на терен. Ситуацијата, морам да напоменам дека е повеќе од алармантна, не само во општината Ѓурче Петров, туку во сите делови на градот, и тоа навистина оваа метропола не го заслужува. Таквиот несериозен однос, таквото неработење во делот на комунална хигиена, и јас едноставно не можам да разберам како тоа предпријатие чија што единствена надлежност, единствена работа и функција е да редовно го подига сметот од граѓаните и од институциите, да не може да се обавува таа работа. Во Ѓурче Петров имаме ситуации секојдневно. Јас и ви ги покажав пред емисијата. Буквално нема и локација со каде што имаме поставено контейнери, која што не е преполна, која што не се прелева, каде што нема распаднато ѓубре околу контейнерите, а тоа пак понатаму допринесува тоа ѓубре да се растура од страна на кучињата скитници, кои исто така ги имаме во огромен број, благодарение на нефункционирањето на ЈП Лајка. Имаме едно прелевање на градските проблеми кон сите општини на локално ниво, проблем за кој што граѓаните делумно се запознаени, проблеми кои што излегуваат надвор од нашите ингеренции, проблеми кои што ние на некој начин секој посебно пробуваме да ги справиме. Јас ќе истакнам тука само дека во изминатиот период имавме акција за собирање на кабас отпад со фирма ангажирана од страна на општината, и секојдневно работиме во делумно расчистување на тоа што е покрај контейнерите останато, иако е комунален отпад. Јас ова го кажувам чисто како една илустрација. Ние имаме собрано околу 1700 метри кубни отпад. Тоа е еквивалент на некои 1700 испразнети контейнери. Ако граѓаните на Ѓурче Петров плаќаат на комунална хигиена Скопје, зошто комунална хигиена Скопје не се извршува работата како што треба? Зошто треба дополнително да трошиме средства од буџетот на општина Ѓурче Петров, се со цел да имаме какви такви услови и да речам да се задоволи некое ниво кое што не може да го постигнеме ради нефункционалноста на градските институции. Овој проблем во текот на летото очекувам и со најавите кои што ги кажуваат и со сите изземања кои што ги прават, за жал да се влошува, затоа што е период на горештини, период во кој што и работната сила поради одморите можеби ќе им биде дополнително намалена, така да ние будно ја следиме ситуацијата, делуваме со сопствени сили толку колку што можеме и толку колку што имаме можност согласно нашите ингеренции, но еве уште еднашка сакам да повторам иницијативата подитно законски начин да се најде, да се земат, да се одземат ингеренциите на комунална хигиена, да се поделат по општините, и на тој начин само ние ќе имаме релевантност во тоа кој колку и каде собрал, каде сработил, и ќе знаат жителите на секоја општина поединечно за што им се трошат парите.
Ете напоменавте дека сте незадоволни од работата на комунална хигиена и дека единственото решение го гледате во преземањето на ингеренциите токму од предпријатието. Пред самиот крај уште едно кратко прашање. Освен тоа недоволно вршење на работата кое што го напоменавте, дали сметате дека треба да има доволно, односно уште поголем број на контейнери за селектирање на отпадот? Не само за селектирање на отпадот. Видете, има една ситуација во која што дури и контейнерите кои што се веќе оштетени се подигаат и не се заменуваат со нови. Тука имаме дополнително намалување на капацитетот на садови за собирање на отпад. Тоа е едниот проблем. Не се дополнуваат со дополнителен број на контейнери. Дополнително што нередовното собирање на кантите за ѓубре од куките во деловите каде што имаме мешана структура на објекти за домување, куки и згради. Нередовно се собира, на некои локации имам забелешки дека и по 2-3 недели не се собира ѓубрето на одредени локации во Ѓорче Петров. Луѓето се приморани тоа ѓубре дополнително да го одложуваат во контейнерите. Затоа нас ни се создава невиден хаос пред сите контейнери, затоа се создаваат тие мини деполи. Верувам дека барем деколку започнат поредовно и поревносно да ги собираат кантите, зборам од индивидуалните стамбени објекти, дека колку толку тој проблем би можел и да се надмине. Меѓутоа, вака се доведуваме во ситуации, мене ми е искрено многу страв да не се доведеме во конфликтна ситуација, бидејќи веќе имавме такви ситуации во делови на општината Ѓорче Петров, каде што беа блокирани возила на комунална хигиена од незадоволни граѓани, жители на општината. Не сакам апсолутно, како што растат температурите, да растат и тензиите во тој дел. Ние не сме научени на една таква ситуација и сакаме само да работите и тоа што го плаќаме како услуга, си го добиеме ние за возворот назад. Има повеќе иницијативи, сега колегата од аеродром поднесе прекршочна пријава, има изречена глоба, платен налог, ние разгледуваме истата опција. Во меѓувреме спремаме координирано со другите градоначалници и други активности за кои што ќе ја известиме јавноста во моментот кога ќе бидат тие известни. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам многу и вам на посетата. Се надевам дека ги наследавте со внимание со оглед на тоа дека оваа тема е од исклучителна важност, напоменав и во самата најава која не засега сите.